регионот големо внимание привлече откритието на Time за тоа дека руската тајна служба е замешана во обидот за пуч во Црна Гора. Ова истражување го правеше нашиот сонародник, новинар на британски Times Бојан Панчевски. Неговото мислење е дека постојат доволно докази да се тврди дека руската тајна служба се обидела да направи дестабилизација на Црна Гора и да ја помогне на проруски ориентираната опозиција да дојде на власт во Црна Гора. Па види, јас бев таму во Црна Гора и во Србија околу 2 недели и истражував, значи, тие обвинувања што искочија после изборите во Подгорица и мислам дека дефинитивно има докази дека постоела некаква завера која што била водена од двајца руски државјани. И двајца руски државјани се именувани како Едуард Широков и Владимир Попов. Двајцата биле во Србија и во Белград конкретно и кога се разоткри целата работа веднаш после изборите, поточно на ноќта на изборите, двајцата се заминале за Русија, двајцата. Тоа е докажано, има копии од нивните пасоши и така натаму. И сега што точно конкретно они сакале да направат, малку е потешко да се каже, од српската влада црногорската влада го искористи ова за собствена промоција, така да ми се чини дека малку ги надуваат тие обвиненија после тоа. Не можам да оценам до која мера, ама тоа е мојот впечаток, дека на пример сакале да го убијат премиерот на тогашниот премиер, значи Мило Џукановиќ на Црна Гора. Тоа не ми изгледаше мене веројатно, ама секако дефинитивно имаше докази дека тие двајца руси стапиле во контакт со српски и црногорски проруски националисти да организирале некаква завера да ги пореметат изборите, да им помогнат некако на проруската опозиција во Црна Гора и тоа, мислам, за тоа постојат докази и еве сега вчера конкретно излегува докази дека едниот од тие двајца, Едуард Широков, всушност бил заменик воен аташе во руската амбасада во Варшава и 2014 година бил избркан од таму од страна на полската влада за шпионажа. Има изјава од полската влада вчера, го идентификуваат како агент на руската воена обавештајна служба ГРУ. Значи сега има црно на бело доказ дека едниот од нив барем е дефинитивно шпион кој што работи за војната служба ГРУ, а тоа ми беше мене кажано што во Подгорица од страна на владата на државниот обвинител и некои западни експерти и дипломати и обавештајци кои што беа викнати да им помогнат малку на црногорците. Бојан, само неколку дена по инцидентот во Црна Гора за време на изборите, во Белград на посета дојде првиот човек на руското разузнавање. Дали имаш информации која беше цел на оваа чудна посета? Тоа беше многу интересна посета. Тој не е шеф на, сега не можам да се сетам на името точно, не е он шеф на руското разузнавање, тој е бивши шеф на ФСБ, значи тоа е организацијата што го наследи КГБ злогласното, и тој стана шеф на ФСБ после Путин, ми се чини, кога Путин стана председател, а сега е шеф на тој Национален совет за безбедност што ги контролира сите обавештајни служби и војската. Значи он е, може да се каже, највисок соработник на Владимир Путин за безбедност. И он дојде на тродневна посета во Белград, така да тоа беше доста значаен момент, да тој е човек кој што се бави со безбедност на највисоко ниво за една таква огромна земја како Русија, значи со нуклеарни опасности, со се расправа и 3 дена до одвои за посета на Србија е за некаква си наводна соработка војна и техничка и каква не е со таква малечка, релативно беззначајна земја како Србија. Тоа беше доста интересен потек. Не беше таа посета најавена во медиумите, значи он се појави ненадејно, веднаш после вестите за пучот во Црна Гора, така да беше, мислам, од српски извори на времето тогаш ми беше кажано дека тоа била адхок посета, дека тој всушност дошол да ги среди работите, да ги изглади односите со Србија, и имаше доста беа вознемирени премиерот на Србија Вучич, конкретно кога му беа доставени доказите од српската тајна служба за тие црногорски и српски државјани кои што работеле на наводниот пуч од Србија, значи тоа се сработило од Србија, во Белград им била централата. Имаше ден после тоа имаше една пресконференција ноторна Вучич во која што се виде дека беше екстремно вознемиран, зборуваше неповрзано, многу беше гневен, се
дереше, се разправаше и после тоа, неколку дена после тоа се појави рускиот шеф на безбедност, така да тоа беше се малку ад хок и изгледаше дека дошол да ги сведи работите од кога се појавија тие вести во медиумите. Тоа беше Бојан Панчевски, дописник на The Times од Брисел.